Агенцијата за млади и спорт вети, но и доби задача од владата и од јавноста да го истражи целосно случајот, да ја лоцира одговорноста, да спречи повторување на грешката и да информира јавноста за сите настанати новости. Агенцијата за млади и спорт посветено го расветлува случајот и сакаме да ви презентираме неколку важни факти, наводи и веќе утврдена одговорност. Утврдивме дека постоело несовесно, нестручно, несоодветно и непрофесионално работење кај неколку чинители кои имале активна улога околу конкурсот за издавањето на публикацијата на млади поети. Таквото несовесно и непрофесионално работење идентификуваните чинители предизвикало, односно довело до објавување содржина која што содржи елементи на родова и етничка дискриминација, на што Агенцијата за млади и спорт жестоко се противи. Со решението од 18.12.2017 година, Комисијата имала обврска да изврши селекција на пристигнатите творби и да постапи совесно, стручно и непристрасно, како и согласно позитивните законски прописи на Република Македонија. Одговорноста за направениот избор и за содржината збирката млади поети ја носат незините членови. Агенцијата за млади и спорт ќе поведе постапка и ќе формира комисија за утврдување одговорност на ангажираните членови на стручната комисија и притоа ќе бара од комисијата да ја надомести штетата во целост. Постојат и видни прекршувања на законските одредби од Законот за издавачка дејност. Како директор не сум дал никаква писмена или усмена согласност да бидам уредник, а притоа Агенцијата за млади и спорт не може да биде издавач на збирката поезија млади поети, а овластеното лице на Агенцијата за млади и спорт не може да биде уредник на истата, имајќи ги во предвид предвидените законски услови кои што ги припишува Законот за издавачка дејност. Благодариме на Арс Ламина, кој во своето соопштение за јавноста известија дека Агенцијата за млади и спорт не требала да биде наведена како издавач, ниту пак Дарко Каевски за уредник на истата. Заради несовесно извршување на своите работни обврски, како и можноста да се превенира се тоа да не се случи, а притоа се направени пропусти во комуникацијата со останатите чинители, Агенцијата за млади и спорт донесе одлука за формирање на комисија и утврдување на дисциплинска одговорност и суспензија на раководителот на сектор млади. Веќе Министерството за внатрешни работи покрена иницијатива за крадење на идентитетот на одредено лице, кое што во неколку своји јавни ТВ излагања и пресконференции искажа дека е тој, дека тоа го повторил, дека тоа го направил. Што значи дека стои позади тоа што го направил, веќе Министерството за внатрешни работи ќе излезе со конкретни действија во однос на крадењето на идентитет.